Љубовта е клучот на среќата. Има и позиција, има и пари, има и врски. Но сепак нешто недостасува. Со што може човек да ја пополни таа празнина во себе? Со љубов. Сушност, нашата среќа и спокојство зависат од Аллах, од спомнувањето на Аллах, од пратеникот на Аллах. Но луѓето не се свесни за тоа. Кога ќе се обидете да ја пополните таа празнина со световни работи, тогаш настанува искушение. Ете Енфал 28. Животот на овој свет се состои од имоти и деца. Но тоа за вас е искушение, испит, пратеникот на Аллах во хадисот вели вака: додека не искорените љубовта кон овој свет од вашето срце, љубовта кон Аллах и неговиот пратеник нема да се всели во него. Значи, оно што треба да го тежнееме е љубовта кон Аллах и неговиот пратеник. Дали Бог би го дал светот бесплатно? Да. Во хадисот, кој да го побара овој свет, ќе го добие, но нема дел во оној свет. Но, кој дан праша за оној свет, ние ќе му го дадеме овој свет бесплатно. Што треба тогаш да направи еден мудар човек? Тој мора да посака за задгробниот живот. Ако го посакате задгробниот живот со љубов, овој свет ќе ви биде како рај. Среќата без љубов не е можна за никого. Љубовта е клучот на среќата.